Ново предупредување. Рибиното масло не е секогаш здраво. Ризик од атриална фибрилација за здравите. Рибиното масло, кое со децении се сметаше за универзално здрав додаток за срцето, е доведено во прашање од ново истражување објавено во BMG Medicine. Студијата предупредува дека неговата редовна употреба може да има штетни последици за одредена група луѓе. Неочекувани наоди за здравите. Иако омега-3 масните киселини се неопходни, студијата открива дека нивното редовно земање како додаток носи неочекувани ризици кај лицата кои немале диагноза на кардиоваскуларни заболувања. Зголемен ризик, редовната употреба на рибино масло е поврзана со 13% поголем ризик од развој на атриална фибрилација, АФиб, опасно нарушување на срцевиот ритам. Забележан и 5% поголем ризик од мозочен удар. Јасен заклучок, за навидум здрави луѓе кои земаат рибино масло превентивно, без совет од лекар, ризикот од развој на АФиб може да ги надмине потенцијалните придобивки. Различни ефекти. Контроверзноста лежи во фактот што додатокот е корисен, но само за одредени пациенти. За здравите луѓе е поврзан со зголемен ризик од АФиб. За пациентите кои веќе имаат кардиоваскуларна болест, рибиното масло е поврзано со намален ризик од посериозни компликации, како срцев удар или смрт. Препораки од кардиолозите. Овие резултати нагласуваат дека додатоците не се универзално решение. Консултацијата е клучна. Не земајте рибино масло на своја рака. Ако имате претходно постоечко срцево заболување, консултирајте се со вашиот кардиолог. Природен извор. Експертите продолжуваат да препорачуваат внесување на омега-3 преку природна исхрана, со јадење масна риба 2 пати неделно. Посна лазања со печурки и леќа, брз рецепт без тесто. Оваа лазања е одличен посен оброк, каде што корите се заменети со тиквички и модри патлиџани. Подготовка. Зеленчук и филот. Тиквички и модри патлиџани. Исечкајте ги на тенки парчиња, посолете ги и оставете ги да ја испуштат водата, па исплакнете ги и исушете ги. Совет. Кратко пропржете ги на тава за да го скратите времето на печење. Сос од леќа. Во тава пропржете кромит и лук, додадете печурки и пржете додека не омекнат. Додадете ја леќата, водата и ловорови листови, па гответе 15 минути. Финална смеса. Додадете млеко од растително потекло, босилек, сол и бибер, па варете уште 15 минути додека леќата не омекне. Доматен сос. Во тенџере ставете масло, доматно пире, оригано, шеќер и сол. Оставете да зоврие. Редење и печење. Загрејте ја рерната на 180 степени Целзиусови. Нанесете една лажица доматен сос на дното на садот. Слојување. Редете наизменично. Тиквички, сос од леќа, модар домат, доматен сос и повторувајте. Завршете со слој модри патлиџани. Намачкајте ги модрите патлиџани со масло и прелијте со доматен сос. Печење. Печете 25 минути, ако зеленчукот е пропржен, или 50 до 60 минути, ако е свеж. Оставете ја да се излади 10 минути и зачинете со свеж босилек.